Во Трилинг започнуваме серијал на разговори со градоначалниците на позначајните регионални центри. Започнуваме разговор со градоначалникот на Штип Иван Јорданов. Јорданов, добре дојдовте во Трилинг. Ќе започнеме со најактуелното прашање, енергетската криза, нешто кое што веќе некои градоначалници и имаа своји искажувања. Велат дека можно е енергетската криза или ова поскапување на струјата сериозно да удри врз буџетот на општините, дури се зборува дека е можно и комплетно блокирање на некои општини. Каква е состојбата во Штип и кој е вашиот став во врска со ова? Поголем дел од финансиските издатоци кои што ги планираме во буџетот од 2022 година ќе мораме да ги пренасочиме за амортизирање на оваа енергетска криза, затоа што поголем дел од институциите под локална самоуправа се големи потрошувачи на електрична енергија. И практично цената на електричната енергија заради драстичното покачување на светските берзи ни создава голем проблем. Пред се е да проследам информација дека јавното претпријатие ИСАР, кое што е под локална самоуправа, кај нас има огромна потрошувачка на електрична енергија заради системот на црпење на водата за пиење и дистрибуирање до домакинствата. Практично имаме бунарски систем кој што бара користење на пумпи кои што користат голема количина на електрична енергија. И она кое што е значајно да се каже дека неколкукратно зголемената цена ќе создаде проблем во ликвидноста на јавното претпријатие, а ние како општина, како гарант за функционалноста на јавното претпријатие, ќе мораме практично да го финансираме овој финансиски издаток кој што јавното претпријатие ќе го има. Од прогнозите и од укажувањата на да кажам луѓето кои што се компетентни за тоа, некаде ако досега сме плаќале 4 милиони денари на месечна основа само за јавното претпријатие ИСАР, новата сметка за електрична енергија би била околу 16 милиони. Околу 400% повисока цена на електричната енергија. Тоа е она кое што ќе предизвика, да кажам, пренасочување на поголем дел од средствата од буџетот на општина Штип за амортизирање на енергетската криза, односно она што било планирано да биде насочено во капитални инвестиции, изградба на сообраќајници, подобрување на патната инфраструктура, асфалтирање на улици, ќе мораме во прво време да го пренасочиме практично за пренамена, односно за амортизирање на ударот од покачената цена на електричната енергија. Веќе некои јавни претпријатија, зборувам на национално ниво, побараа дури помош од централната власт и од државата. Преку ЗЕЛС покренавме иницијатива за овие сметки кои што ќе доспеат по основ на зголемена електрична енергија, да кажам, државата со владина интервенција да ги покрие, но се уште немаме повратна информација. Веќе сме затечени, влеговме во период кога електричната енергија е поскапа, јавните претпријатија се неликвидни, практично подолг временски период. Карактеристично за Штипското јавно претпријатие е тоа што имаме огромен наследен долг од 300 милиони денари по друг основ. Ние враќаме на месечно ниво рати за подигнат кредит во минатото кој што не е сервисиран и ова ќе биде дополнително комплицирање на финансиската состојба. Но она кое што јас во овој момент го планирам, за да практично ја намалиме ставката за електрична енергија, е да искористиме можноста да се приклучиме на хидросистемот Злетовица, нешто кое што сметам дека во овој момент ќе ја намали ставката за електрична енергија заради начинот на кој што се дистрибуира и се прима водата од самиот хидросистем и се дистрибуира практично до крајните корисници. Има обвинувања дека градоначалниците сега избрани од ВМРО-ДПМН, затоа што доминантно градоначалници од ВМРО-ДПМН се на позиции во општините, дека има своевидна стратегија постојано и за се да бараат помош од централната власт и така да кажам да го спуштаат рейтингот на централната власт со тоа што ќе бараат помош од нив. Колку има вистина во ова? Не сум согласен, ќе дадам само еден пример. Ако во минатото кредитот кој што ние како општина Штип и како јавно претпријатие ИСАР го сервисираме месец за месец кон Министерство за финансии, односно кон централната власт, откако сум градоначалник трети месец практично, во минатото 20 години не бил сервисиран. Овој исти долг.
Така да не сум согласен дека ние бараме изговори како нова локална власт и бараме причина за да добиеме одредена помош од централната власт. Овие се објективни причини, затоа што оваа енергетска криза се случува еднаш во десетици години, во 30-50 години, така да мислам дека објективни се барањата и причините заради кои што бараме финансиска подкрепа и поддршка од централната власт, но доколку не ја добиеме, нормално дека ние ќе мораме сами да се преориентираме на алтернативни начини на амортизирање на ударите на енергетската криза. Еден од начините го напоменав пред малку. Има и непопуларни мерки кои што јас не би сакал да ги практикувам, а тоа е покачување на цената на водата која што треба да ја плаќаат граѓаните, нешто кое што во финансиска криза не е популарна мерка. Така, сега ќе споменаме еден обратен пример. Вие чекате анализа од Институтот за јавно здравје. Таа анализа доцни повеќе од потребното. Мислам неколку месеци дека требаше уште пред нова година да излезат резултатите за да може Штип да пие вода од хидросистемот Злетовица. Дали тука можеби гледате пак обратна политика на сопки од централната власт кон локална? Мислам дека не станува збор за одредени препреки, да кажам, обструкции или слично, затоа што постапката за добивање на резултатите од испитувањето на водата од хидросистемот Злетовица е започната уште практично пред да дојдам на функцијата градоначелник, уште од претходната локална власт. Со месеци се чекани резултатите и се чекаат резултатите заради, да кажам, технички проблем кој што го има во Институтот за јавно здравје. Практично еден од апаратите кој што треба да ја направи анализата на примероците од вода од хидросистемот Злетовица не функционира. Во комуникација со директорот на Институтот за јавно здравје одлучивме примероците да бидат пратени во Институтот во Белград и според информациите неофицијални за, да речам, наредните неколку денови очекуваме дека резултатите конечно ќе стигнат и практично ќе можеме водата од хидросистемот Злетовица да ја ставиме во употреба. Така, кога сме веќе кај оваа тема, зградата на клиничкиот центар во Штип е нешто кое што долги години стои така. Знам дека не е надлежност директна на општината, меѓутоа е интерес на општина Штип и интерес на граѓаните. Тоа е, претпоставувам, центар кој што ќе го користи цела Источна Македонија. Што може општина Штип да направи сега? Зградата е во комплетен застој. Токму така. Оваа емисија е практично во насока за да се променат состојбите, затоа што ја комуницираме оваа тема. Во интерес на општина Штип е и самото тоа што ја начнавме оваа тема како проблем. Проблем е самото тоа што е прекинато финансирањето на изградбата на клиничката болница во време на здравствена криза. Мораме да имаме приоритети во енергетска и здравствена криза. Ако нашите приоритети во енергетска криза е како да ја намалиме ставката на електрична енергија во конкретниот случај со јавното предпријатие ИСАР, така и наш приоритет во здравствена криза треба да биде изградба на установи здравствени и подобрување на здравствената услуга. Јас се надевам дека оние кои што се најмногу повикани ќе смогнат сили и ќе се надминат за да се надмине и реши овој проблем кој што се провлекува со години. Жално е што не само Штип, туку целиот практично источен регион трпи штетни последици заради ненавремено изградбата на клиничката болница. Она со што бевте актуелни на почетокот на оваа 2022 година е за жал настанот кој што се случи во клиничката болница во Штип, каде што според ваше тврдење вие не ви беше дозволен влез и посета на првото новороденче, а од друга страна пак директорот на клиничка болница тврди нешто сосема спротивно, дека вие не сте го испочитувале договорот. Прашањето ми е да не навлегувам во техникалиите за тоа кој е во право, кој не, туку едноставно дали вие како градоначалник или директорот како директор на клиничка болница и ние како граѓани треба да се занимаваме со ова како прашање и кои се клучните, да речам, работи со кои што ќе се занимаваме 2022? Јас не би навлегувал во овој проблем кој што настана. Сепак нашата идеја беше да се продолжи една традиција која што се случувала во минатото, се случува и денес, не само во нашиот град, туку во сите околни градови. Сепак успеав
веднаш после испуштањето на родилката од болница да искомуницирам, да ја посетам, да ги оставам подароците и се надевам дека оваа традиција во иднина ќе продолжи. Ми се чини дека кон почетокот на февруари или средината на февруари навршуваат 100 дена од како сте назначени на позицијата градоначалник. Кога бевте пратеник, многу сакавте да го практикувате тоа 100 дена од влада, па баравте што се проекти направиле за 100 дена. Сосема на кратко тука пред крајот, со што ќе излезете во првите 100 дена, еве, за некој ден ќе бидат? Некогаш плановите не соодветствуваат со реалноста, но јас сум убеден дека она кое што го имаме за цел, да бидеме сервис на граѓаните, да работиме во нивен интерес, да реализираме капитални инвестиции со кои што ќе ги подобриме условите во кои што живеат, дека во наредниот период заеднички ќе успееме. Тоа кое што го започнавме, според мене, значи поинаков пристап, поинаков начин на функционирање, направени и реализирани неколку проекти кои што ќе бидат основа за понатамошен развој на нашиот град. Направивте ревизија, планирате да направите? Во буџетот во 2022 година оставивме ставка за ревизија на институциите под локална власт, затоа што ние мораме да знаеме како се трошеле народните пари и сето она кое што сме го комуницирале во минатото и за кое што сме имале сомнеш, мораме да го провериме. Ова е во насока на тоа да едноставно луѓето кои што сакаат да бидат сигурни во трошењето на нивните пари, да ги практично увериме дека работиме во нивен интерес и дека се што е незаконски мораме да го санкционираме и да го презентираме за да не се случува во иднина. Ревизијата нешто ќе го очекуваме оваа година. Апсолутно. Самата ревизија е практично насочена кон тоа да им презентираме на нашите граѓани како се трошеле нивните пари и доколку констатираме нешто незаконски, истото да го презентираме, а некој да сноси одговорност за тоа, за да не ни се повторува и да не ни се случува во иднина. Благодарам на разговорот. Ви благодарам на поканата.